Тоа значи дека луѓе со психолошко-емоционални проблеми не треба да се бават со било каква енергетско-спиритуална пракса, не само рейки. Усуи се збореше за рейки само, јас зборам за сите енергетско-спиритуални пракси, бидејќи особа која нема здрав разум, која нема здрав памет и која не се вбројува во нормална невроза, туку оди кај јака невроза и психоза, со сите пропратни дијагнози, без разлика дали се психотерапевски или психијатриски, не сме да се бави со енергетско-спиритуална пракса. Зошто? Добар ден! На последното видео објаснивме што е медитација, што не е медитација, објаснивме што е внатрешен мир, објаснивме веќе што е рейки техника, кои се енергетско-спиритуални техники, кои не се. И сега има едни прашања кои се појавуваат и што ги гледам доста во интервјуа, што учители за овие техники ги даваат. Една од речениците беше кој све може да практикува, посебно рейки техника. За другите техники не сум специјалист, не знам. Меѓутоа за рейки не дека сум специјалист, меѓутоа доволно знам. Бидејќи се бавам 13 години и повеќе исклучиво со рейки техниката. И кој се може да дојде на семинар. Не е точно дека секој може да посетува семинар. Не е точно дека секој може да практикува енергетско-спиритуална техника, посебно рейки. Не е точно дека нема гранична возраст на минимум. Вака. Во Джикидин рейки системот минимум возраст е 13 години. И така треба да биде. Со енергетско-спиритуална техника не треба, не би рекла не сме, јако го мислам не сме, ама не би требало деца испод 13 години да се бават со било каква спиритуална енергетска техника. Јас лично би ја покачала и таа граница индивидуално, додека да видам дека личноста има стабилен нервен систем. Зошто? Видете, мора да се разбере дека енергетско-спиритуалните техники немат никаква врска со медицината. Иако многу држави имат закони дека само луѓе со завршено медицинско образование, исто и во Јапонија, смеат да се бават со енергетски пракси, меѓутоа тоа не е точно. Иако називот е алтернативна медицина, меѓутоа не медицина на телото. Не таква медицина. Имаме телесно исцеление преку енергетско-спиритуална техника. Тоа е духовна медицина, спиритуална медицина, енергетска медицина. И тука се работи многу повеќе со нервниот систем, со психата на луѓето, отколку со телото на луѓето. Затоа само, во многу важно, само психички стабилни луѓе со здрав разум може да се бават со рейки пракса. Тоа Усуи сенсеј јасно и гласно го кажува на интервју. Го има преведено на македонски јазик во мојата книга, го има преведено на англиски јазик во сите книги во рейки. Усуи сенсеј рече дека секој кој има здрав разум и стабилен нервен систем може да се бави со рейки техника. Тоа значи дека луѓе со психолошко-емоционални проблеми не треба да се бават со било каква енергетско-спиритуална пракса, не само рейки. Усуи се збореше за рейки само, јас зборам за сите енергетско-спиритуални пракси, бидејќи
особа која нема здрав разум, која нема здрав памет и која не се вбројува во нормална невроза, туку оди на кај јака невроза и психоза, со сите пропратни дијагнози, без разлика дали се психотерапевски или психијатриски, не сме да се бави со енергетско-спиритуална пракса. Зошто? При патолошки однесувања, при несредена личност, при несреден персоналитет, каде што личноста нема појма која е, не знае која е, забрането е да биде некоја, развива јака невроза, јака психоза или било кој други патолошки дисторзии во своето однесување, значи дека нејзиниот нервен систем е под напон. Соматскиот и автоимуниот нервен систем не функционират како што треба. Автоимуниот нервен систем и соматскиот се периферен нервен систем, кој е дел од целокупниот нервен систем. Има централен нервен систем, што ги вклучува мозокот и рабетниот мозок, и периферен нервен систем. Кај особи со дисторзија, дисторзиран е нервниот систем. Што е нервниот систем? Нервниот систем е електрониката во човечкиот организам. И ние имаме уствари куќа што струјата ја правила комшијата. Значи, што не е електричар. Што значи имаме струјни кола во системот на личноста, што за жал не е комшијата, туку се родителите. Нервниот систем веќе е сјебан, веќе не функционира. Тоа е струја. Значи, синаптичките врски се аминокиселини. Тоа ти е како акумулаторот работи со киселина. И веќе шмелца акумулаторот, веќе шмелцат сите струјни кола, бидејќи се под напон. Симпатикусот е sky high. И уште на таква особа, која ќе се отвори полето за енергетско, спиритуални доживувања, која ќе се она повразе со ЕВН, ќе испука се. Имам случаеви каде што личноста до тој степен трипа за време на медитативна пракса кај шарлатани, што детето после станува шизоиден, психотик, шизофреник. Или развива мултиперсоналитет или било која друга дисторзија на личноста. Веќе тука се мине прагот на однесување, бидејќи они веќе имат пореметување на однесувањето, што до сега е во невроза. Ако особа што има нестабилен карактер, веќе пореметувано, веќе психолошко пореметување во нејзиниот нервен систем, во емоциите, во психата на личноста, уште ако и се отвори тој систем, за доток на уште поголема струја, се прегорува системот и личноста поминува во психоза. И после не можеме да го вратиме назад. Затоа само здрава личност може да иде на семинар. Здрава личност со здрав памет, што е при себе си. Исто. Зошто 13 години? Затоа што на 13-та година, од 12-та спрема 13-та година, се прави еден спиритуален престап, значи се пристапува во адолесценција, каде што системот, спиритот на личноста почнува да превзема одговорност за собствените одлуки. Затоа во адолесценција имаме огромна промена на персоналитетот на личноста. А персоналитетот е тоа што личноста го чувствува за себе, мимом его и мимом ID. Значи, персоналитетот е само дел од целиот комплет на селф. Децата од 13 години на натаму веќе го креират својот персоналитет. И веќе може да земат одговорност.
веќе стануваат одговорни за собствените одлуки и нивните родители спиритуално не ги превзимаат нивните гревови. До 8-та година за погрешните мисли, зборови и дела на детето се одговорни родителите, бидејќи до 8-та година мозочниот систем нема простор што предизвикува одговорност. Детето до 8 години не знае што е тоа одговорност. Затоа е многу рано, затоа и треба родителите развојна психологија да учат, за да знаат во која година кои делови од лобусите на мозокот се развиваат. Значи, до 8-та година се што се прави против личната волја на една личност, на едно дете. Затоа и во многу религии не постои крштевање или баптизам на било кое човечко суштество пред 8-та година, затоа што се смета дека во 8-та година детето воопшто доаѓа во контакт со својата слободна волја. Значи, што и да се прави пред 8-та година, детето го терате насилно и му ја кршите неговата слободна волја, што е кршење на првиот универзумски закон за слободна волја. Затоа се што прави едно дете до 8-та година не е важечко. Ништо не е важечко, бидејќи детето не одлучува само, бидејќи на 8-та година законот за слободна волја почнува да влага во неговиот спирит и да се применува, а на 13-та година и спиритуална одговорност. Не спиритуална зрелост. Еден човек доживува спиритуална зрелост на 40-та година или после 40-та година. Затоа длабоко со енергетско-спиритуални пракси, знања, алхемија се бават луѓе после 40-та година, бидејќи се смета дека до тогаш, од 13 годишна возраст до 40 годишна возраст, тие се имат искусено себе си спиритуално, имат толков коефициент на искуства што го проживеале материјалниот живот, виделе што е темнина, виделе што е светлина, направиле грешки, ги доживеале последиците на свој грб, направиле глупи одлуки, направиле паметни одлуки, сватиле што сакат и до 40-та година создале постабилен карактер. И само особа со стабилен карактер, со своје јас, може да биде добар, светол, спиритуален учител и практикант. До 40-та година се уште учите. Можете да паднете, можете да добиете едно плюс просветление, можете да учите, можете се уште да експериментирате. Меѓутоа се смета дека во 40-та година веќе се влегува во спиритуална зрелост, каде што веќе до 40-та година логично би било личноста да веќе има фамилија оформено, а под фамилија мислам партнери, децата се плюс. Фамилијата е партнер, ако го избереш. Ако не можеш и сам, ти си сам на себе фамилија. Фамилија не вклучува и деца, и куче, и маче, тоа си е плюс. Ако вие сакате да се зголемете вашата фамилија со плюс членови, супер, ама зборот фамилија е и ти и твојот партнер, или ти сам со себе, ако си најдобар пријател на себе и си своја фамилија. Значи, до тогаш се смета дека личноста веќе сватила со кој сака да биде, со кој е, веќе има континуиран приход на месечно ниво, не мора да се грижи за материјалните работи, веќе од прилика сватила како иде животот на планетава Земја, веќе има одговорност сама да си ги плаќа сметките, да се средува по дома, да си ја чисти куќата, да е себе доволна и сега веќе после 40-та има време да одвои 3 сати за работа на себе во спиритуална пракса, бидејќи без 3 сати секојдневна работа на себе и спиритуална пракса не може да бидете учители во нешто сами за себе, да не кажа мастери. Мастер може да биде само, како реков, на миење очи. Значи, можеш ти твоите очи најдобро да си ги миеш, ама не тугите очи. Не можеш да бидеш мастер на енергија. Господ не рекле дека се мастер, а не па вие.
Значи, можеш да го продлабочиш своето знаење, ама само ако имаш време, и тоа е време минимум 3 сати. Значи, добрите фудбалери, што се фудбалери, кошаркари, било кој спорт, значи, тие луѓе одат секој божи ден да спортуват. Билдерите, значи, секој ден одат од теретана по 3 сати или 2 сати, нека се, ама секој ден, значи, секој ден одеш на школа. Затоа, после 40-та, кога ќе имате време, секој ден вие да читате спиритуална литература, да практикувате спиритуална пракса, можете себе си да се наречете дека практикувате спиритуална пракса и сте некој вид на спиритуалисти. Тоа е таа гранична рамка на годините и се има основа во нервниот систем на човекот, во електрониката. Ако е електрониката прегорена, додавање на струја, ки е енергија, чи е енергија, рейки, било што е универзумски енергија. Самиот збор енергија е луѓе струја и ќе има сите физички квалитети на струја. Има електрицитет, магнетизам, топлина, светлина, прегорува. Затоа престанете да ги носите вашите деца на било какви медитации или спиритуални енергетски пракси, или вие да одете, ако не сте здрави, во психата во моментот, ако минувате низ процес на жалење, ако минувате низ процес на лутина, значи биди луд, не оди на медитации и спиритуални пракси. Системот веќе ти е во инфламација. Значи, елементот оган е веќе високо ниво. Ако додадете уште уле, вие ќе прегорете, ќе скренете. Затоа при ајахуаски, што се неводени, при глупаво водена медитација, при необразовани медитатори, луѓето после тоа стварно не се добри. Не можете да се играте со системот на луѓето. 50 трилиони клетки се тука во прашање. Секоја клетка има 1,4 волти, тоа се 700 трилиони волти е нашиот систем. И замислете некоја госпожа што нема поим од барем основна анатомија и психологија или патологија, и која ќе почне да меша таму. И после се чудеме зашо луѓето се се позбунети, позбркани и зависни од нивните учители. Па затоа што ги вразуваат за нив и им го до тој степен сибуваат нервниот систем, како и секој манипулатор. На манипулаторите, на шарлатаните им требат само слаби карактери. Човек со слаб карактер, што не се го нашол своето јас, кој селф е, не избрал кој селф е, не може да се бави со спиритуална енергетска пракса и не ни треба да иде на спиритуално енергетски семинари. Боле нека се иде на психотерапевт или на психијатар и нека се среде прво себе си, па после нека се бави со спиритуално енергетски пракси. Затоа што тоа е енергија. Вие се поврзувате директно на изворот, на струјата, на Ева директно. А ако системот не ви е здрав, ако жичките во вашата глава не се као што треба, буквално ќе се сјебете. Значи, престанете да одите на работи што не ги разбирате и престанете да правите работи што не ги разбирате. И друга работа што е многу важна, постои светлина и постои темнина. Рейки е енергија на светлината. Со рейки енергија, бидејќи енергија исто има волтажа, 144.000 херци. Тоа значи дека на таа херцажа вибрираат само светли луѓе. Значи, светлината може да пројде низ светли луѓе. Исто како што во, бокал за варење вода, не можеш да вариш кафе или копани. Не може. Тоа е бокалче за варење вода. Во гезве
значи во гезве за варење кафе, не можеш да правиш турлитава. Ти може би можеш, ама не е логично. Затоа и светлината може да влезе исклучиво во светол канал, бидејќи ако не е личноста светла, ако има проблеми, ако е припаѓа на темнината, ќе изгори, ќе прегори и нема ништо да влезе во клиентот. Темни луѓе, дисторзирани луѓе не можат да влечат светлина. Практикантот е само кабелче за телефон. Клиентот е телефонот, неговиот Господ или било што да верува повисоко од него е изворот. Ние сме само кабелчето. Ако кабелчето, знаете, имате сите мобилни телефони. Ако кабелчето е погрешно, телефонот ќе ви рикне. И не само телефонот, значи клиентот, и вие ќе прегорите, посебно ако се уклучите у трофазна струја, за која не сте спремни. Попластично од ово објаснување, здравје. Значи, немојте да брцкате со вилюшка таму каде што не ви држи газот и за кој капацитет на енергија и волтажа не сте спремни. Само светли луѓе може да пренасат светлина. Само темни луѓе можат исто да се носат со темнината. Ја немам ништо против темнината. Имам против глупи луѓе што немат појма на која страна припаѓат. И затоа ги севуваат и нивните клиенти и самите себе. Затоа на никој не му иде у живот. Пошто нема што да иде. Се стагнира, пропаѓа и скапува. Електрицитет додаден на веќе наелектризиран нервен систем прави само лезии. Само може клиентот мозочен удар да направи, да му прегори нервниот систем, да направи огромен трип, да влезе у халуцинации, да влезе во делузии. Че внимавајте што правите. За разлика од тоа што општествено се мисли дека енергетските енергоспиритуалистите, значи луѓето што практикуваат енергетско-спиритуална пракса, треба да се медицинари, не, треба да се психотерапевти. У најмала рака психолози. Психолог, психотерапевт или психијатар. Едно од тие. Психијатрот само има медицина факултет. Психотерапевтот има факултет, без разлика кој. Психологот има факултет психологија. Значи, ако не си образован во некој од овие, барем 2 години едукација, најдобро е да не чепкате луѓе, бидејќи немате појма што правите со неговиот нервен систем и со клетките. Со таа волтажа. Не можете да се справите. Не можете да се справите. Според мене, енергетско-спиритуални техники треба да практикуваат барем 2 годишно едуцирани психотерапевти или во психологијата или било која академија едукација која има врска со психоанализа, бихевиорална терапија, значи бихевиорално-когнитивна терапија, семена системска, значи семени констелации, како и да е, меѓутоа научете некоја техника, техника, пракса, барем 2-3 години едуцирајте се во тоа како работи човековиот систем. Видете, медицината се бави само со телото, затоа медицинарите не се добар материјал за спиритопсихотерапевти, затоа што они не се психолози. Не се психотерапевти. Најдобро е психотерапевт. Бидејќи психотерапевтот се бави со комплетната личност. Исто и психијатарот. Психологот исто, ама малку поповршно, ама добро е. Ако се надогради во било која едукација, супер би било. Ма, едуцирајте се во било која психотерапевтска пракса, за да разберете личноста, за да знаете на таа личност дали треба да му го допреш 7-тиот, 6-тиот, 5-тиот, 4-тиот, 3-тиот, 2-тиот, 1-тиот енергетски центар. Тоа се све струјни кола. Ако не сте добри електричари, немате да
да поправате струја. Тоа е многу страшна работа, дури погубна за некои од клиенти.